драго. Од денес ке можете да ја следите новата емисија Клуб Јоска, реализирана од учениците од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски. Што ке можете да проследите во неа? На различни прилози и информации поврзани со нашето училиште. Ке се послужам со сценаријето изготвено од учениците од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски и ке ве запознам со рубриките кои што ќе следат. Инфонюз. Оваа рубрика ќе пласира кратки информации за училиштето. Во рубриката од училишниот календар ќе ве запознаваме со наразлични случувања поврзани со нашето училиште во минатото. Тин Актив. Во оваа рубрика ќе ги презентираме активностите на учениците, како оние преку Црвен крст, младинската организација и слично. Муабет тајм. Во оваа рубрика вршиме интервјуа со професори и ученици од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски. Ќе имаме и рубрика за модата. Во оваа рубрика ќе ве информираме за тоа како се облекувате. Дали секогаш е потребна скапа облека за да изгледаме добро или сепак се зависи од тоа како ни стои облеката. За потребите на училиштето редовно ќе емитуваме прилози од екологијата. Министерот за образование и наука Панче Кралев по враќањето од Лондон имал средби со представници на институции кои македонската влада ги контактира за реализација на проектот за превземање учебници од британски издавачи за предмети од природните и техничките науки во основното и средното образование. Се очекува тие да бидат преведени и ставени во употреба од септември и почетокот на наредната учебна година, а со нив многу ќе се подобри квалитетот на образованието во Македонија. Од почетокот на второто полугодие на учебната 2012-2013 година, дневникот треба редовно да биде ажуриран од страна на наставниците. Законска обврска е секој класен раководител и наставник да ги воведува оценките, часовите и другите активности што ги спроведуваат во наставниот процес. Секој родител мора навремено и прецизно да се информира за активностите и оценките на своите деца преку веб страната ednevnik.edu.mk. Од неодамна во училиштето функционира разгласната станица. Музика и информации се главната цел на станицата која ја води новинарската секција при СОУ Јосиф Јосифовски. Од историските податоци на градот дознаваме дека првото училиште во Гевгелија започнало со работа во 50-тите години на 19 век под покровителство на грчката патриаршија, а со цел ширење на грчкото влијание. Но кај народот постоел отпор кон тоа училиште, бидејќи му било туѓо. Во времето кога народот се бори за образование на свој јазик и своја национална црква, во 1865 година се отвора првото училиште на народен јазик. Тогаш Гевгелија е една од најзначајните населби во Кукушката каса. На ова подоцна се надоврзува просветителската дејност на македонските просветители Партенije Зоографски, Кузман Шапкарев и Вењамин Мачуковски, кои често доаѓале во овие краишта и вршеле влијание за осознавање и народно образование на македонскиот народ. Следните години, па и во периодот меѓу двете светски војни, на овие простори наспрема интересите на народот се вкрстували интересите на различни пропаганди и влијанија, особено српската и бугарската. Многу значаен период за образованието во Гевгелија и Гевгелиско е семинарот за учители што се одржал во септември-ноември 1944 година во селото Серменико. Тоа всушност значило подготовка на првите повоени учители кои требало да започнат со настава на македонски јазик. Семинарот бил одржан под раководство на Ристо Елимов, а учесниците на семинарот подоцна биле распоредени по разни училишта во Гевгелиско, Дојранско и Баландовско, каде за прв пат започнува да се изведува настава по македонски јазик. Ристо Елимов подоцна станал првиот директор на гимназијата во Гевгелија. Така започнува еден нов период од развојот на образованието во Гевгелија, кога се јавуваат и повисоки нивоа на образование, односно неполната гимназија започнува со работа во 1925-26 година. Се до 1952 година, кога со решение на Советот за просвета, наука и култура при владата на Народна република Македонија, прераснува во полна 8-класна гимназија.
Тогаш народот со огромен елан и верба ја изградил првата гимназиска зграда во близина на железничката станица во Гевгелија и во септември во 1952 година таа започнала со работа. Разговаряме со секретарот на Општинската организација на Црвен крст Гевгелија, господин Младен Бундов. Господине Младен Бундов, кои се претходните, а кои се следните активности кои што ги планира Црвениот крст? Па видите, пред неколку дена, бидејќи во цела Македонија владее грипот и побаравме помош од Црвен крст на Република Македонија, ни пратија флаери, истите флаери беа извадени во повеќе примерици и беа, и вие самите знаете, од клуб имавме помош од клубот на млади и беа доделени во центарот на градот тие флаери како граѓаните да се заштитат од ова болест, од овој грип. Исто така во почетокот на февруари месец, бидејќи има потреба од крв, имаме закажано две крводарителски акции, тоа едната ни е во гимназијата во СО Богданци, а другата акција ќе ни биде во Бреботекс во конфекцијата во Богданци. Исто така таму очекуваме доста добар резултат и овие акции, односно во овие организации два пати годишно организираме овие крводарителски акции и имаме добар одзив. И мислиме дека и овој пат ќе имаме добар одзив и ќе бидат задоволни оние граѓани кои им е потребна таа течност. Не казвај љубе, лека ношт. Не казвај љубе, лека
Разговараме со професорката Даниела Джишева, која што е ментор на драмската секција Дон Кихот. Колку време постои драмската секција во училиштето Јосиф Јосифовски? Драмската секција постои веќе 17 години. 17 години. Колку генерации учествуваат во драмската секција? Многу генерации, до сега поминале над 200 членови, учествуваат ученици од 1 до 4 година. А кои се следните идеи и предизвици за драмската секција Дон Кихот? Па, од следните идеи нема многу да откриваме, нека биде изненадување, а ги има доволно. Разговараме со ученичката Емилија Старделова, член на драмската секција Дон Кихот. Како ви се одвиваат пробите на драмската секција? Значи, супер, се дружиме, разменуваме своји идеи, разговараме за сценографијата, се забавуваме. Зборуваме со ученикот Виктор Вегов, член на драмската секција Дон Кихот. Што ти остави впечаток од последната представа Талент шоу? Мене најголем впечаток ми остави дружењето со моите соученици, смеењето со нив, исто така и што прекрасно ја изведовме представата. И тоа. Што мислиш, какви се резултатите од представата? Па, мислам дека се одлични и мислам дека треба повторно да ја даваме представата. Здраво, јас сум Ратан Трајко од село Моноспито. Доваѓам. Се шалам, мала шега. Ристо, потона ли Титаник? Вело дека потона. Кои се досегашните активности на драмската секција? Драмската секција Дон Кихот зема учество во 7 ноемвриската манифестација, новогодишната манифестација, патронот на училиштето и манифестацијата од најдобрите за најдобрите. Кристина, ти беше водител на представата Талент шоу. Што мислиш, како помина? Дали сте задоволна публиката? Па мислам дека публиката се воодушеви, значи многу добро изреагира. Значи дури прашува и кога ќе имаме седна представа. Дали ти беше тешко за ликот на Азиз да го совладаш бугарскиот јазик? Не, воопшто не ми беше тешко. Имав голема помош од Ана Малева. Огромна благодарност до неја. Какви ти се инспирациите од Азиз? Страхотни. Дали досега имате учествува на некој од надпреварите во Македонија? Значи, минатата година се надпреварувавме на Масум, тоа е еден вид образовно рандеву кој што се одржува секоја година во Струмица. Го освоивме второто место во категоријата најдобра театарска представа за представата Шекспир нема да се лути и бевме многу среќни. Јас сум Пера, ова е Митра. Митра, да. Со што ми се представите вие вечер? Со една имитација. Имитација? Да. Па јас ќе го имитирам на Саша Матича, тој е Радмил Мануелович. Да, од другиот микрофон. Реквизитот. Може? Опет сама излази, све едно ми вие, зеленски очине, да те беше сакрие. Мирно спавај, злато моје, добре го да путре, како ме попиени, срце тезно остае, остае. Мешај, мешај, мала сваку ноќ до зоре, пенице, пенице, на стол, мешај, пише, ако домешам младице, никад љубав не мешај у то. Нисам крива што сам рана констатива, никако ми то. Мешај, пише, ако домешам младице, никад љубав не мешај у то. Кој е предизвикот за да се работи со млади луѓе? Предизвик е на вистина, пред се ми е задоволство, затоа што работам со ученици веќе толку години, црпам енергија од нив, им давам енергија.
во заедничка соработка, со заедничка поддршка, со заеднички идеи, сугестии, успеваме да ги надминеме сите премрежја, сите бури и метежи, па резултат се секако досега поставените театарски представи, а ги има над 22 представи. Дали некој од поминатите ученици продолжи со актерството? Да, еден ученик заврши театарска режија и сега работи како режисер, Ристе Алексовски, и двајца ученици успеа да се запишат на драмскиот факултет, група актерство. Мислам дека и останатите кои не се запишаа на актерство, работат, завршиле новинарство, работат како новинари или во други делови, драмата, драмската секција и сето она што го работеле тука им помогнало многу. Jedan dosi spoteo, a? Pa, sakam i audio i vizuelno da ја представам мојата звезда идол. A твојата звезда идол е? Лепа Брена. Легнува ми станува Соня. Лепа Брена? Да. Лепа Брена. Ајде да слушаме, ајде. А може ли бракето да ги повикам? Може, ајде. Брачо! Колку браки имаш? Spremni? Spremni? Ma čemoje ti si mrak, koji je snažan, koji je jak, koji je dobri, i moć ima. Čemoje ti si Bog, ne si starija, bez tog osmjeha u noćima. Šaca, dovoljno. Mislim da kada je dovoljno. Što? Joj, Miki moj, ti imaš lepo telo, super ti je stav, zbog tebe ću Mičo izgubiti glas, kosa ti je crna, oči će zelene, a ramena snažna ko što vole žene. Joj, Miki, joj, prevarit ću na moj. Модата не е нешто што живее само во фостаните. Модата е на небото, на улиците. Модата е идеја, начин на живот и се што се случува околу нас. Со овие зборови, прекрасната Коко Шанел ми ги отвори очите и ми подари поинаква слика за начинот на облекување и дотерување. Не само мене, туку и на секоја личност која се труди да изгледа убаво. Дали навистина сме во тренд доколку имаме скапо парче облека на себе, безпрекорен накид и средена фризура? Може ли еден обичен джинс со стара мајчка да изгледа совршено на нас? Облеката не прави да изгледаме како подобри личности или ние ја правиме облеката да изгледа подобро на нас? Која е тајната магија што од ден на ден се повеќе ги обзема нашите младички умови? Што е тоа што не тера да бидеме заслепени од блесокот на Сваровски, од безпрекорните ткаенини на Версаче и од гламурозните подпетици на Маноло Бланик? Мислам дека убавината е насекаде. Тоа што луѓето од елитата го сметаат за грдо, јас обично наоѓам некаква убавина во него. Елеганцијата се раѓа од духот, културата и интелигенцијата. Таа е прашање на индивидуалноста и е многу повеќе од парче облека.
Денешните млади го следат трендот. Чекорат по овие модни патишта, не водејќи грижа за потрошениот денар на бесмислени парчиња облека кои не им прилегаат, кои можеби ќе ги носат еднаш годишно, а потоа ги оставаат во некој ќош од гардероберот, со надеж дека никогаш повеќе нема да мора да ги облечат. Фустан купен на пазар може да ти прилега исто толку убаво како и фустан купен на распродажба за 5000 денари. Сепак, убавината доаѓа одвнатре. Таа е одраз на индивидуалноста на човекот и не се бара во облеката. Верувам во маникирот, верувам во дотерување, верувам во препуштањето на задоволството и носење кармин. Но сепак, со сигурност знам дека она што е најважно кој облеката е личноста која го носи. Вие сте клучниот детал и најубавиот моден додаток кој што е бесценет. И јас ја сакам модата, но таа треба да си го знае местото, а не да управува со нашите животи. Поради тоа, кога утре ќе појдете во шопинг, барајќи ја совршената облека за вас, немојте да дозволите ликот во огледалото да ве излаже. Не пропуштајте и се на таа илузија. Гледајте се себе со срцето, а не само со очите. Во секој од нас се крие прекрасна личност и не ни е потребна скапа облека за да го видиме тоа. Модата избледува, но стилот е вечен. Не дозволувајте да ве заведат трендовите. Не дозволувајте и на модата да ве поседува. Треба самите да одлучите што сакате да бидете и што сакате да изразите со начинот на кој што се облекувате и начинот на кој што живеете. Сдруженијето за едукација, комуникација и консалтинг ОХО во соработка со Министерството за образование и наука, како дел од активностите од програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем и програмата Млади репортери за животната средина, ја спроведува кампањата Помалку отпад. Кампањата Помалку отпад од програмата Млади репортери за животната средина е интернационална кампања во која се вклучени 10 земји. Истата се спроведува во Република Македонија и е наменета за средните училишта. Целта на кампањата Помалку отпад е да се намали отпадот и да се влијае врз долгорочна промена во однесувањето кај учениците и пошироката јавност. Учениците од средните училишта, како дел од програмата Млади репортери за животната средина кои учествуваат во кампањата Помалку отпад, истражуваат локални проблеми поврзани со отпад, например влијанието на отпадот врз локалниот животински и растителен свет или човечкото здравје, производите или амбалажите кои луѓето најчесто ги фрлаат и така натаму. Новинарски дела како што се статија, фотосторија или видеозаписи се дел од активностите на учениците. Нашите ученици започнаа со реализација на дел од новинарските прилози, но и понатаму клубот Јоска и драмската секција Дон Кихот продолжија со изработка на едукативни еколошки реклами. Се надевам дека со нашата емисија го задржавме вашето внимание. Ако денеска бевме добри, се надеваме дека во иднина ќе бидеме уште подобри. Ви посакувам пријатни мигови и се гледаме следната емисија.